Со оваа иницијатива би сакале да ги редефинираме, тоа ни е многу важно, економските, политичките, културните и останатите потреби на секторот, но и функциите и структурите инхерентни на промената на политичкиот дискурс, создавајќи некои други, кои ќе гарантираат своевиден поголем демократски капитал, а кој би се состоел во ефикасност, мобилност, автономија, транспарентност, децентрализација и демонополизација. Имаме потреба од фокус, каде што од место, локус, фокус, како сакате наречете го, каде што слободно ќе се изразува, ќе циркулира, непречено ќе биде проточен урбаниот живот, современите социокултурни практики, простор во кој ќе се создаваат автономни, самоорганизирани содржини. Тело во кое ќе се артикулира и разменува нашиот урбан, интелектуален, критички, творечки капитал. Институција која ќе покаже стабилна, автономна константа на развиток. Подоцна ќе видиме што под ова подразбираме. Новиот модел на институција кој го предлагаме, секако дека е од значење за културата, но и за културниот развој, но и за поширокиот социокултурен простор и дури би рекла и за образованието, за развојот на критичката култура и новите облици на создавање на социокултурни заедници. Многу ни е важно ова приказна создавање на нови формати на заедници, организацијски артикулирани и програмски потврдени. Ваквиот вид установи на нов начин, тоа е многу важно, му пристапуваат на просторот и на начинот на неговото користење, неговото програмирање. Те инсистираат на разноликост, инклузивност, а не на единственост, униформност и ексклузивност. Тие промовираат еден нов модел на управување, што е многу важно, кој подразбира соработка, заедништво, јавна одговорност, а кој води кон признакот на демократски управувачки модел, што не е случајот сега со јавните институции. Што е можеби најважниот параметар за ваквиот модел? Овој модел, кој е втемелен на партнерството помеѓу локалната власт и еден поширок фронт на граѓанска мрежа, составена од организации, поединци, неформални групи, мали предпријатија, обезбедува суштинска децентрализација на моќта и обезмоќување на досегашните практики на партиски влијанија, бидејќи нашите институции се сега задушени токму од тоа, од партиски влијанија. Тоа значи дека партиите кои поседуваат во одреден момент владеачката динамика, кои да се, го ослабнуваат своето влијание и врз организационата структура и врз програмското планирање. Тоа е единствениот пат кон создавање на организацијска и програмска автономија во действувањето во сферата на културата во рамки на граѓанскиот сектор, но и пошироко. Низ ваквиот формат е обезбедена основната ресурсна и институционална стабилност, да ќе видиме и подоцна зошто, но и партиципацијата во управувањето. Овој модел овозможува долготрајна одржливост, кој е резултат на јавната инфраструктурна поддршка, значи тоа е клучното во овој концепт за јавно-цивилно партнерство. Значи тука имаме инфраструктурна поддршка од јавниот сектор, од локалните власти, од локалната самоуправа, значи од една страна, и независното програмирање и партиципативното носење одлуки од друга страна, кое што ќе биде илуминирано од тој граѓански фронт. На буџетско рамниште што би значило тоа? Инфраструктурната вертикала како своја обврска ја носи локалната самоуправа, а програмската вертикала е должност на граѓанскиот фронт. Станува збор за простори на заедницата, така да ги наречеме повторно, кои произведуваат општествено добро, не буквално сватена директна демократија, но да речеме своевидна директна демократија. Доколку сакаме да излеземе од вообичаената реторика, ќе се дозволиме да кажеме дека ваквите хибридни, мешовити институции, како сакате наречете ги, институции на јавно-цивилно партнерство, се куќи на културата кои имаат длабоко општествено и политичко влијание во демократските процеси. Кога говориме за
да речеме, за одржливоста на организациите кои действуваат во сферата на уметноста и културата, можеме да заклучиме дека таа може да се гради на 3 начини. Со пазарна одржливост, со подпирање на приватни донации, со поддршка од јавните средства. Во нашето општество, каде што речиси не постојат ниту индивидуална, ниту корпоративна филантропија, тука сме во голема ретроградна приказна, ако говориме за културата и уметноста како јавно добро, ако сакаме да потикнуваме критичка култура и уметност, и нови уметнички практики, а не да ги препуштаме на комодификација која е нужна за последиците на пазарните принципи, тогаш тука е клучна улогата на јавните власти. Логиката е едноставна. Доколку некоја програма или некоја организација со своето действување одговара на она што се нарекува јавна потреба во културата, тогаш таквото действување мора да може адекватно да се поддржи. Без оглед на тоа дали се работи за институции кои се основани од властите на локално или централно ниво, или се работи за некакви независни граѓански организации и иницијативи. Доколку го согледаме поширокиот општествен контекст во речиси сите транзицијски земји, особено во нашава, ќе согледаме дека во културното поле доминираат јавните институции во културата. Мислиме на театри, музеи, во кои се насочени речиси сите јавни финансиски влогови. Тука спаѓаат и домовите на култура. Значи, сите финансиски јавни влогови се таму насочени. Оправданоста на таквите вложувања во јавните институции не само што не се преиспитува, туку амплакт се подразбира. Каква е сегашната слика? Едновремено, овие институции, онакви какви што се во моментов, според својата формално правна структура, се контролирани од властите, иако силно може да звучи ова контролирани, но се контролирани. Директорите, управните органи ги поставуваат властите. Значи, не само што се целосно финансиски зависни, што само по себе може би не е толку проблематично во ваква земја, но е проблематично, туку нивните управни тела, значи, директно се именуваат од власта, а со тоа се воспостава контрола врз организацијската, управувачката, последствено или делумно и програмската структура. Ваквиот систем и ваквите практики резултираат во некритичко действување и клиентелистички односи, кои културата ја затвараат во самата себе и ја одземаат онаа политичка релевантност и општественото влијание го одземаат. Новата институција што би представувала? Таа би представувала јавно цивилно партнерство со што ќе се обединат локалните и националните иницијативи, сервис на организациите од независната културна сцена со што ќе се поддржи нивната продукцијска и репрезентативна дејност. Потоа институцијата развива проектна и продукцијска дејност, заеднички културни активности, потикнува културна размена и тоа би било институција која служи како поддршка за развојот на сцената, вклучувајќи ги организациите и поединците кои не действуваат во сферата на културата. Тоа не е многу важно, значи не е исклучиво, нема да биде посветена исклучиво и да им припаѓа, како да кажам, на оние кои што се од сферата на културата, туку ќе припаѓа и на други групи, на младите луѓе, на оние организации кои градат младински политики, активистите, поширокиот граѓански сектор и пошироката заедница.